Јавната консултација за реализација на проектот експресен пат од Штип до Кочани, која вчера се одржа во Облешево, предизвика голем интерес кај жителите од општината Чешина во Облешево, но и пошироко. Првичните планови на државата е да се прошири со 2 коловозни ленти и да се надгради постоечкиот асфалт, што ќе возможи постоечката магистрала да се подели на ниво на експресен пат кој ќе возможи брзина од 100 км на час. Трасата на патот останува иста, што значи дека ќе минува низ 4 населени места: Чардаклија, Крупиште, Балван и Облешево. Патот е основната инфраструктура за се и докажува се дека оваа влада мисли за овој дел од Источна Македонија и ова ќе биде од првите реални инвестиции на Источна Македонија. Овде не се поврзуваат само двата града Кочани и Штип, туку се поврзува делот на Република Македонија со другите градови како што се поголемите Виница, Македонска Каменица, Делчево со Република Бугарија, и ова е една од најкратките алтернативи, односно поврзување со Европската унија. Колку и ние да не гледаме на тоа, долгорочно ако гледаме мора да се погрижиме да овај патен правец биде реализиран. Посебно би го напоменал и безбедносниот аспект, заради тоа што знаеме со какви се маки се овде какви се маки имаат луѓето во овој дел од државата, заради тоа што истиот пат се користи и за моторни возила, се користи и за другата земјоделска механизација. Така да мислам дека една мощна корисна дискусија и едно покренување дека нешто сепак ќе се направи за овој дел од државата. Меѓутоа, од дискусиите на граѓаните произлегоа нови предлози кои патното поврзување би го подигнале на уште повисоко ниво, при што првенствено би се водело сметка на безбедноста, на еколошкиот аспект и на ефикасноста во функционирањето на сообраќајот. Имено и градоначалниците и граѓаните сметаат дека поисплатливо за државата е да се изгради сосема нова траса, која ќе ги заобиколи населените места и ќе представува прва фаза од изградбата на автопат, кој во догледно време би се поврзал со автопатот, кој е на само 5 км од границата со Бугарија како членка на Европската унија. Ние со градоначалникот на Чешина во Облешево имавме една писмена комуникација во која што баравме да се разгледаат варијантите, едната да биде постојната варијанта која што ја предлагаат проширување на овој пат, а другата да биде изградба на едниот крак само од автопатот, од десната варијанта, за да може да се избегнат 4 населени места заради овој социолошки аспект. Значајно е да се истакне дека по половина век државата конечно ќе инвестира во патната инфраструктура во крајниот источен дел, а поставените рокови до 2015 година се гаранција дека овој патен правец ќе се реализира за мошне краток период.